Вие ја следите емисијата на Македонски корени со вашите доматини Јони и Бети Треновски. Почитувани, како што и беше најавено, наш и ваш денешен гостин е господинот Сашо Клековски, аналитичар и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, кого во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со поврзувањето. Се гледаме, верувам да не слушате, господине Клековски. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добар ден. Македонски корени. Добро утро од Македонија, добар ден во Австралија. Добро ни дојдовте. Добро ви утро и од мене, господине Клековски. Ни причинува задоволство и чест што сте заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Се надеваме дека и денес ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме нивното внимание. И јас се надевам. Инаку денес ќе разговараме на теми кои на еден или на друг начин беа многу актуелни, а ќе започнеме со темата со она што се случи на почетокот на неделава, а ќе завршиме со темите произлезени од последните случувања. На почетокот на неделава во собранието се усвои новиот деловник за работа, кој деловник пак произлезе од разговорите за нов деловник во процесот Жан Моне. Како гледате на хаосот кој го направија двајцата пратеници од левица со нивното дивење во собранието откако не беа прифатени нивните амандмани? Дали причината беше неприфаќањето на нивните амандмани или пак вистинската причина за тоа нивно дивење се крие во нешто друго, како например за дефокус? Бидејќи од СДСМ, но и председателот на собранието Џафери, како и подпредседателот Мисовски, не беа баш мощне вознемирени од ситуацијата. Дали сето тоа ви наликуваше на однапред испланирано сценарио помеѓу левица и председателот на собранието Талат Џафери? Ова го ведам затоа што сведоци сме дека и во минатото Џафери им одбивал вакви или слични амандмани, ама никогаш не направиле ваков театар. Добро, значи прво да појаснам дека носењето на деловникот на собранието не е изненадување, значи не се најде на дневен ред ненадено и неспремно. Тој деловник е подготвен подолго време, како што рековте, низ процесот на Жан Моне, во кој учествуваат сите парламентарни политички партии, вклучувајќи левица. Досегашната пракса е да деловникот се усвојува со консензус. Значи, ова не е прв деловник и сите претходни деловници се донесени со консензус на сите политички партии, бидејќи и со тој деловник се воспоставуваат принципите за работа на собранието. Сами сте свесни дека согласањето на деловникот со 83 гласа за беше донесен на деловникот, 2 гласа против бе од левица. И јасно е дека левица употреби еден момент каде што е потребно да се промовира политички диалог и консензус. Нели, да кажеме дека ние во земјава многу ретко можеме да постигнеме било што да се изгласа со 83 гласа. Во еден таков момент на постигнато политичко единство низ долг политички диалог, левица се одлучува да прави театар, дека класичен пиар, дека само они се различни, дека не се дел од политичкиот естаблишмент, како што се обидуваат да го представат тоа и да воведат, условно да кажем, и деструктивни елементи во целата ситуација. Таквиот настап очигледно не беше изненадување за председателството на собранието. За мене е интересно дека инцидентот се случи за време на отсуство на Талат Џафери, председател на собранието од салата, кога собранието го водеше подпредседателот. И меѓутоа мислам дека веќе од самата атмосфера во инцидентот дека повеќе беше како стејдж, како испланиран, очекуван инцидент, како никој да не беше изненаден, како една лоша глума.
и мислам дека е еден од тие потези каде што левица сака да направи некаков ефтин пиар. Дали ваквото дивење во собранието, кое што би требало да биде лулка на демократијата, го проби дното, бидејќи во тој момент во собранието имаше и деца кои ја следеа работата на собранието. Каква порака испратија 20 пратеници на левица, особено на децата кои беа присутни во собранието? Ви мирисали ова на додворување на гласачкото тело со цел да прелажат уште некој наивен гласач, нели, кој ќе им поверува во нивните шарени приказни? Велам прелажат, бидејќи сосема е јасно дека она што го ветуваа за време на изборите не го исполнија, но и она што ќе го ветат на изборите кои доаѓаат, со сигурност нема да можат да го испорачат. Да, веќе кажавте, тој ден во собранието се одбележуваше меѓународен ден на детето или некоја слична погода, имаше поканато деца да симулираат работата на парламентот, на собранието. Мислам дека таа е една лоша коинциденција. Значи, во собранието се случувале инциденти кога постоела една висока поларизираност, кога постоела една висока спротивставеност. И тие не се случуваат само во македонскиот парламент. Истиот ден имаше инцидент во албанското собрание, во Тирана. Значи, не е невообичаено. Оно што тука е карактеристично, дека се носеше одлука за која сите политички партии имаа постигнато договор. Значи, збориме за деловник кој се изгласа со 83 гласа за. Значи, нема ништо спорно, нема ништо поларизаторски, не се гласа за национални интереси, не се гласа за име, не се гласа за било што, туку се гласа за правила на работа на деловникот. Значи, од една договорена низ политички диалог тема се направи инцидент исклучиво за пиар, не заради попречување, бидејќи секако не се попречи донесувањето на деловникот. Меѓутоа, мислам дека заради исклучително лошата глума што ја покажа на сцената, ова не поминува веќе меѓу македонските гласачи. Мислам дека веќе македонските гласачи знаат кој за што се залага и што е оправдано, што е неоправдано во политичката борба. Така. После изјавата на Ковачевски дека постои простор да имаме двојни избори, најверојатно 8 мај ќе бидат парламентарните избори заедно со вториот круг на претседателските избори. Какви се вашите очекувања? Ке се случи ли конечното попуштање на инаетот и ароганцијата на ова ненародна влада и какви резултати очекувате од изборите? Ке се оствари ли желбата на македонскиот народ и македонските граѓани да се ослободат од овие домашни джелати кои предадоа се што има македонски корени од име, идентитет, историја, јазик и следниот ден, на 9 мај, денот на победата на фашизмот, да го прославиме новиот ден на победата на Македонија? Видите, значи, очекуван процес е да има политички диалог и да се договориме за датумот на изборите. Очекуван процес е да владата на ДУИ и на СДСМ прават напори да тие избори се случат во моментот кога они сметат дека е најпогодно за нив, бидејќи се опфатени со политички калкулации. ВМД-ПМН повеќе пати претходно бараше предвремени парламентарни избори, затоа што после локалните избори оваа власт беше делегитимирана, че ја немаше поддршката на граѓаните. Легално да, има 61 пратеник, меѓутоа легалност и легитимитетот се две различни работи. Бидејќи они изгубија на локални избори, за нив најдобро беше да тогаш се одржат изборите. За ВМД-ПМН одржувањето на изборите не е тесно партиски интерес, туку прашање на национален интерес, земајќи во обзир колку граѓаните на Македонија сметат дека државата се движи во погрешна насока.
ако гледаме тесно партиски интереси, на ВМРО-ДПМН им одговараше што подоцна да има избори, пошто што со катастрофално неспособна власт само пропага рейтингот на власта, посебно Социјалдемократскиот сојуз, и они одат во пропаст на овој начин. Не гледајќи дека државен интерес да има избори, да Македонија има легитимна влада. Тоа купи ден продај, ајде сега, не сега, ајде утре, ајде задутре, дојде до терање некаков инат дека мора да бидат во редовниот термин и се најде еден датум, тој 8 мај, на кој претседателските избори, втор круг и парламентарните избори може да се одржат истовремено, да се нарекуваат редовни, само да издржи инатот на оваа власт. Не дека они ќе направат нештото тогаш, не дека ќе готват автопат од Кичево Охрид, не дека ќе направат било каков пробив во било кое подрачје што може да доведе до подобрување на нивниот рейтинг, туку едноставно да останат колку е можно подолго на власт, со тоа што се уште посебно ДУИ калкулира и прави комбинации како, ако не може да се спаси власта, тогаш да се пушти СДСМ низ вода, а они некако да успеат да останат на власт. И сега има секакви калкулации, тактизирање од нивна страна, вклучувајќи го датумот 8 мај, кој е работен ден. Се надевам, и ние претходно сме имале избори во работен ден, дека ќе биде прогласен за неработен, меѓутоа е во сезона на празнувања, бидејќи станува период за мајските и великденските празници. И мислам дека има некакви калкулации дека понесени од некој празнично расположение, македонските граѓани нема да излезат во доволен број на изборите, и така ќе се овозможи дуи да има некаков резултат кој ќе им овозможи да останат на власт. Оно што сакам да кажам е дека опозицијата ВМРО-ДПМН е максимално мобилизирана да ги потикне граѓаните. Мислам дека и граѓаните се свесни за штетноста од останувањето на власта на ДУИ и СДСМ понатаму, и дека на 8 мај, кој најверојатно ќе биде денот за избори, ќе има одзив на граѓаните на кој ќе биде поразена не само СДСМ, туку ќе биде поразена и ДУИ. Ово го кажувам како можеби многу важно прашање, и ВМРО-ДПМН се надева на резултат со кој бројот на претендници ќе биде доволен да може да формира влада без ДУИ. Ако изборите бидат на 8 мај, кој добија, кој изгуби од досегашните наративи на власта и опозицијата? Од една страна ја имаме ароганцијата на владата, а од друга страна барањето на опозицијата да имаме двојни избори, особено после саркастичната изјава на Мицковски: ете ме победивте, нека бидат редовни или кога сакате, само ајде кажете кога ќе бидат. Видите, значи тоа го кажав, интерес на Македонија е час поскоро да има избори. Значи не интерес на ВМРО-ДПМН, интерес на Македонија. Бидејќи земјата оди во погрешна насока. Оно што мислам дека го направи лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски е добро, што го ослободи процесот од очекувањата на членството на ВМРО-ДПМН да се прави што поголем притисок за предвремени избори, и им даде, вие одлучите кога да има избори, само да бидат изборите како што треба и да направиме минимум штета, условно да кажем. Ова недозрена детска несериозност на ДУИ на СДСМ за одвоени избори значеше дека Македонија во 2024 малтене цела година ќе се наоѓа во изборен циклус со, знаете како оди за времени избори, застанува економија, јавна администрација не работи, нефункционалност, а ние
мораме многу напорно да работиме за да излеземе од оваа ситуација во која сме. И мислам дека наместо ароганција и суета, лидерството на ВМРО-ДПМН покажа дека сме спремни да го отнеме и нашето его и нашата суета, меѓутоа Македонија доди напред. Така. Господине Клековски, како гледате на новиот буџет кој е прилично голем и изнесува 5,5 милиарди евра, која сума е дупло поголема од буџетите во минатото? Дали со овој буџет владата се обидува да донесе лажен социјален мир, при тоа користејќи го вака високиот буџет за купување на гласови? Значи, буџетот е таков каков што е, не е прашање дали е висок или нисок, туку зашто е наменет. Само да подсетам дека ова е скоро 70% повеќе поголем буџет од буџетот на последната влада на ВМРО-ДПМН. Се сеќавате дека тогаш СДСМ прашуваше за 70% помал буџет, како се трошат парите, што се прави со парите, со тие пари се изградија работи кои може ги одобруваме, може не ги одобруваме, вклучувајќи Скопје 2014, ама имаше изградени работи. Сега со 70% поголем буџет нема 1 километар автопат направено. После толку години една делница Кичево-Охрид не е направена, која е уништувачки за Охридскиот крај. Уништувачки. Значи, збориме за 10 години изолација на Охрид и Охридскиот крај. Значи, нема ништо важно во незе. Најголем дел од трошоците се заплати за јавна администрација, за социјални давачки, за дефицити во фондовите, значи за социјални трансфери, односно одржување на еден систем каде што власта краде на големо, без милост и со ситни социјални давачки се обидува да го замолчи гласачкото тело. При тоа не создавајќи никаква нова вредност. Значи, со 5,5 милиарди буџет, ние оваа година влеговме во Европа, сме само пред Молдавија и Украина во бруто домашен производ. И Косово, и Албанија, и Босна не надмина. Тоа е резултатот на крадење и трошење народни пари за лоши цели. Нема енергетика, нема инфраструктура, нема економија. И таа агонија се продолжува само со ставање на нови пари за купување на гласачи. Вклучувајќи со чека што самата влада го потикна овој бран, а тоа е зголемувањето на минималната плата и посебно зголемувањето на функционерските плати за 80%. Значи се покрене на такво очекување да без разлика на нашата продуктивност, без разлика колку работиме, да платите одат нагоре, што потикна брана инфлација, значи еден класичен неуспех економски неуспех на оваа влада, и тие последици ќе траа долго, бидејќи сето тоа сега се покрива со позајмување на пари. Ако бројчаникот вртеше во време на последната влада на ВМРО-ДПМН, сега веројатно е пукнат од не може да ги достаса бројките кои треба да ги изавати. Само да кажам дека например во 2027 Македонија, тоа е за време на владата на ВМРО-ДПМН, Македонија ќе треба да врати пола милиарда евра само во камати. Значи, повторно, не е проблем големината на буџетот, не е проблем ни големината на задолжувањето, ако тоа е за енергетика, за инфраструктура, за економија, што ќе создава нова вредност. Меѓутоа, задолжување за да остане, за ситен подкуп на гласачите, за да остане ова власт на понатаму, води во едно катастрофално сценарио. Како ти ги прокоментирате двете изјави на премиерот Ковачевски? Едната е дека идниот премиер во пржинската влада ќе го предложи ДУИ, а другата изјава е за можноста
на предизборна коалиција со така наречениот проевропски блок на 3 партии. Пред да одговорите, предлагам да ги слушнеме овие две негови изјави. Ние со Демократската унија за интеграција имаме јасен коалицијски договор кој што е објавен јавно во 2020 година. Секако дека за модалитетите со нив се разговара. Меѓутоа сметам дека целта за остварување на европска коалиција, која што ќе предводи еден широк фронт во однос на промовирање на таа идеја, е клучната работа која што ќе ги обедини партиите на. Ние со Демократската унија за интеграција имаме јасен коалицијски договор кој што е објавен јавно во 2020 година. Секако дека за модалитетите со нив се разговара. Меѓутоа сметам дека целта за остварување на европска коалиција, која што ќе предводи еден широк фронт во однос на промовирање на таа идеја, е клучната работа која што ќе ги обедини партиите на следните избори. Во однос на сите детали и во однос на сите кадровски решенија кои што ќе следуваат во наредниот период, ќе бидат споделувани со јавноста така како што ќе бидат носени од страна на официјалните органи на сите политички партии. Кога се прават коалиции, клучно е да се споделуваат заеднички вредности. Тие заеднички вредности се однесуваат на пред се на визијата за едно модерно општество, за една модерна држава, која што ќе има економски просперитет, која што ќе има социјална правда на врвно ниво и која што ќе има демократски институции на врвно ниво, слобода на медиуми, како што ги имаме денес, владење на право унапредено многу повеќе од тоа што го имаме денес, и на тие основи ќе се градат. Повелете, господине Клековски, земете го во обзир и говорот на телото на премиерот и на Оливер Спасовски. Сакам прво да искоментирам дека ова влада и овој фонд не е проевропски. Ова влада е антиевропска. Ова влада е за Европска унија само на зборови и само да ламентира пред меѓународната заедница и пред избори. Значи, едно е да зборите за Европа, а друго е што правите. Значи, ова влада е комплетно посветена на криминал, корупција. Тоа се нивните заеднички вредности. Од европски вредности нема во нивната платформа. И тука треба на сите граѓани на Македонија, без разлика на етничка, верска, социјална положба, да знаат ова влада е единствена заедничка вредност што има е криминал и корупција. Нема ни една друга вредност. Сакате да почнеме да набројуваме било што. За нив и за бугарите во уставот е само зборење да останат на власт пред меѓународната заедница. Они една година не направија ништо да ја убедат јавноста во Македонија дека бугари во устав е добра работа за Македонија. Они една година работеа Бехтел Енка да ги исклучат договорите за кои се исплатени 200 милиони евра, а нема ниту една лопата фрлена. 200 милиони евра исплатени авансно. Значи, ваков грабеж во отоманско време нема. Во времето на зулумите ваков грабеж нема. И тоа треба да биде јасно на секој еден граѓанин на Македонија, на секој еден македонец. Сето друго е прашање на вртење на риторика. Значи, ово што Ковачевски го говори, ја искрено мислам дека он не верува во тоа што го говори, дека ќе има некаква коалиција со европски вредности. Сите знаеме дека тоа ќе биде коалиција за крадење, за корупција и македонските гласачи тоа го препознаваат. Една таква коалиција не само што нема да ги доведе до победа, туку ќе ги доведе до комплетна пропаст. Значи, никој во Македонија веќе не може да биде излажан дека тоа има врска со европски вредности. Тоа има вредности само крадење и лажење и корупција. Вклучувајќи и нивниот меѓукоалицијски договор да следниот премиер биде етнички албанец. Дали ќе биде Дуј или нема да биде Дуј. Дуј со своето однесување
со своето непочитување на државата, на законите, со своето криминално однесување, прави огромна штета на меѓуетничките односи во Македонија и неможноста да ние со сила на турање на решение да едноставно имаме еден нормален развој каде што луѓето ќе бидат избрани на избори, без разлика кои се, какви се, ако се добри, ќе бидат на власт. И мислам дека тоа ги турка во една нивна пропаст. За жал, жртва ќе бидат и меѓуетничките односи во Македонија, бидејќи на крај кога дури не знае што да прави со себе, нели идеја, ваква партија, па зелена партија, па на крај стално се враќа на националистичка реторика и подпалување на меѓуетнички тензии, и тоа ќе биде лошо за сите. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, ја посети Македонија и имаше средба со државниот врв Ковачевски и Пендаровски, а се обрати и пред пратениците во Македонското собрание. Како гледате на неговата посета, особено со изјавата поврзана со значењето на неговата посета и пораката која сака да ја испрати со оваа негова посета, а тоа е дека неговата посета само го потврдува значењето на Македонија за НАТО? Видите, посетата на Столтенберг на Македонија и на регионот, значи таа не беше специјална посета на Македонија и сметам дека Македонија не беше примерната цел, е, како да кажам, купување на време во еден создаден вакуум или вакуум што почна да се чувствува, а тоа е дека Европската Унија не може да се одлучи каква политика ќе води кон Западниот Балкан. Значи, во една нејасна позиција на Европската Унија се случи инцидент на Косово, има можни тензии во Босна и Херцеговина и мислам дека Столтенберг и НАТО со доаѓањето во регионот сака да испратат порака дека Запад е тука, НАТО е тука и дека ќе биде мирно и стабилно. И мислам дека пораката пред се не беше за Македонија, туку беше за други земји во во време кога нели и на североисточната и на југоисточната страна на НАТО има активни војни, едната во Украина, другата во Палестина. Так. Дали неговото обраќање пред пратениците може да се толкува како своевиден притисок врз пратениците за да ги изгласаат уставните измени со цел да се вметнат бугарите во преамбулата на македонскиот устав? Видите, сите меѓународни представници што доаѓаат тука го спомнуваат тоа прашање, го кажуваат тоа прашање, меѓутоа времето на притисоци заврши. Значи сега има време на убедување. Ние сме членка на НАТО во овој момент, значи сме рамноправна членка, каде што веќе не се возможни балкански сценарии како за Преспанскиот договор. Значи не се возможни и ВМРО-ДПМН нема да дозволи такво нешто да се случи. Значи процесот на евентуални уставни измени мора да биде процес на меѓусебно разбирање кои се очекувањата на нас во Македонија, на идната власт на ВМРО-ДПМН, бидејќи ние сметаме дека, и тоа е веќе јасно кажано на сите меѓународни представници кои доаѓаа во Македонија, дека под овие услови е невозможно да се прифатат уставните измени. При тоа дополнителни компликации на целиот тој процес е дека гледате дека во Европската Унија не постои заеднички став околу проширувањето. Ја верувам дека никој во Европа нема да не притиска да направиме нешто, а на другата страна да нема испорака. Гледате дека Орбан го условува Украина со некои негови барања, дека Грција условува Албанија со некои нивни барања.
прашање како воопшто и што воопшто ќе се случи со проширувањето на Европската унија во Западен Балкан. Наспроти оно што го рековте дека времето на притисоци е веќе завршено, какви се вашите очекувања околу притисокот на меѓународната заедница за да се случат уставните измени? Дали тие ќе продолжат и во кој облик или пак веќе ќе ги снема и што ќе биде пресудно за нивната одлука и во едниот и во другиот случај? Значи, на сите им е веќе јасно дека уставни измени нема да има под овие услови, значи не пред избори или после избори. За да разјаснам и за вашите слушачи и гледачи. Значи, уставни измени под овие услови нема да има, без разлика дали пред избори или после избори. Значи, во ситуација, може би вчера, завчера гледавте какви провокации правеше фашистот Джамбаски во Страсбург, во Европскиот парламент. Мислам, за какви уставни измени ќе збориме кога на другата страна имате и јасна негација, и јасна негативна порака. Сите други пораки се губат во ова јасна живковистичка, фашистичка позиција на еден дел на естаблишментот на Бугарија. Да, има различни бугари, не се сите бугари како Джамбаски, меѓутоа тие бугари во моментот нема доволно гласност и во самата Бугарија. Така да какви да бидат притисоците, ВМДП е одлучено под во сегашниот контекст со ваков естаблишмент да нема уставни измени. Премиерот Ковачевски за време на заедничката пресконференција со Столтенберг не ја пропушти можноста да искритикува ВМРО ДПМН, а од друга страна да се пофали за некои наводни храбри чекори кои ги презела оваа ненародна влада. Пред да го поставам прашањето, предлагам да ги слушнеме неговите изјави. Токму затоа наш приоритет е евроинтеграцијата. Пред се на Северна Македонија, но и на регионот. Не смееме да имаме пречки и кошници на тој пат и ќе направиме се што е потребно за да го исчекориме до крај, се до нашето членство во Европската унија до 2030 година. Залагањето за безбедноста, мирот и поквалитетен живот на нашите граѓани не може и не смее да биде попречено од политичките калкулации на деструктивни политичари. Една стратешка цел со НАТО за нас е исполнета. Верувам дека со ваша и со помош на нашите пријатели од Евроатлантската заедница ќе успееме да исполниме и втората стратешка цел, членството во Европската унија, и да ги исполниме барањата и очекувањата на граѓаните за подобар, по-просперитетен и побогат живот. Во однос на очекувањата на Декемврискиот самит ќе покаже дека тоа што ќе се случи на него зависи од нас. Односно, доколку ние ја донесеме одлуката, која што ја имаме како обврска во однос на вклучувањето на делови од други народи во преамбулата на нашиот устав, тогаш и одлуката на Декемврискиот самит ќе биде позитивна и Северна Македонија ќе ги отвори поглавијата. И затоа велам дека сега зависи од нас, бидејќи Европската унија ги исполни своите обврски во однос на одржување на првата меѓувладина конференција, во однос на одржување на првата меѓувладина конференција на македонски јазик, за потпишување на договорот Фронтекс на македонски јазик со сите други јазици на Европската унија, одобрени од сите земји членки на Европската унија, што не беше никогаш претходно случај, што значи дека тие ги исполнија своите обврски, наведени во преговарачката рамка, останува ние да исполниме нашата обврска. Во однос на уште еден аспект на Декемврискиот самит, каков ќе биде тој, не само што зависи од нас, туку ќе се покаже и на кој начин зависи од секој од нас. Дали оние кои што секогаш биле против интегрирање на земјата во НАТО и во Европската унија, овој пат ќе се надминат себе си. Доколку се надминат себе си, на Декемврискиот самит ќе имаме одлука со која што Северна Македонија ќе ги отвори поглавијата за од преговарачките чаптери и поглавја за пристапување кон Европската унија. Доколку не се надминат себе си, тогаш ќе ја гледаме репризата
на 11 самити на НАТО и на 11 самити на ЕУ, додека тие беа на власт, кога не се случуваше никаква одлука, ниту 1 милиметар напред во евроинтеграциите. Ке имаме ситуација во која што само Никола Груевски е заменет со Христијан Мицковски, бидејќи сите други останати се исти околу, и министерот за надворешни работи, и министерот за финанси, тоа се исти од тоа време кои што тогаш беа во опкружувањето на председателот на ВМРО ДПМН, така да само ќе имаме еден председател заменет со друг со исти пристап во политиката. Како гледате на овие две изјави на Ковачевски, особено изјавата поврзана со очекувањата од декемврискиот самит? Мислам дека е одраз на едно срамно однесување. Прво да се користи еден повод меѓународен, една меѓународна посета за напад дома. Морам да кажам дека старите добри правила се да прелјавиот веш се пере дома, а не пред гости. И мислам дека срамно е да премиерот на Македонија ја обвинува најголемата опозицијска партија, следната власт на државата, дека е антинато и деструктивна. Само еден одраз на срамна безидејност на ова власт. Значи, да нема никаква дилема, тоа можеби нема да ми се допадне на некој слушачи, гледачи. ВМРО ДПМН е комплетно посветен на евроатлантската ориентација. Македонија не во овој момент нема и не разгледува други опции осим евроатлантската ориентација. Меѓутоа Македонија сака да биде членка во евроатлантската заедница и во НАТО и во ЕУ како испочитувана страна, како страна која има право на самоопределување, како што сака, како Македонија, како македонци. Не очекуваме ние никакви чуда. Очекуваме само да не почитуваат. Ако е деструктивно да очекувате да ве почитуваат, ја не знам тогаш оваа власт какви вредности пропагира. Значи, во Македонија мнозинството граѓани, мнозинството политичари се за евроатлантска интеграција. Само имаме разлики како треба тие да ги постигнат. Втората лага е дека се зависи од нас. Тоа е една огромна лага дека се зависи од нас. Ако се зависи од нас, ние пред 20 години ќе почневме преговори. Значи, цело време се повторуваат лаги. Ние, ако зависиш од Македонија, ќе почневме преговори со Хрватска. Не зависи од Македонија. Прво не блокираше Грција, после тоа не блокираше Франција. Ова премиерот намерно го испушта, бидејќи не е базирано на етнонационализмот на Грција и на Бугарија, туку е базирано на неспремност на Франција да има било какво проширување. Не со Македонија, со било кого. Значи, лага е дека се зависи од нас. Не зависат работите од нас, зависат од Европската унија. Најдобар доказ за лагата е дека Албанија се соочува со проблеми. Значи, Албанија немаше никакви услови. Грција одби да гласа за почетниот состав на писмото за почеток за првата конференција, за поканата за првата конференција. Значи, да не ги правиме македонците глупави. Мислам дека еден почесен однос на политичарите ќе е многу подобар. ВМРО ДПМН не е деструктивен, ВМРО ДПМН ја сака Македонија во НАТО и во ЕУ, но не како не македонци. Така. Дали ваквите изјави, особено втората изјава која се говори за она што напаѓа дека во декемврискиот самит ќе бидело така и така, 11 години дека
чекала Македонија, можеме меѓу редови да го сватиме како еден вид на заплашување со изолација. А како, од што ќе ни изолираат? Членка на НАТО сме. Од што ќе ни изолираат? Не, изолација, мислам, дали Ковачевски сака да го заплаши македонскиот народ со еден вид на изолација. Цело време се тие тактики на страв, тактики на страв, а истовремено еве една работа да демаскирам овие тактики на страв. Еве ако премиерот Ковачевски сака добри односи со Бугарија, зошто последните посови на Кирил и Методи не ги направи заедно со Бугарија? Значи во времето на ВМРО ДПМН со Георги Иванов имаше една заедничко одбележување на Кирил и Методи. Заедничкото одбележување на Кирил и Методи не значи дека признаваме дека е нивен, туку признаваме дека сме цивилизирани и дека двете страни, нели, сватовите од двете страни сме способни да седнеме и да направиме заедничка прослава. Значи, ова власт има само едно верност, крадење и корупција, ништо друго. Они не прават ништо суштински да не приближат до Европската унија и само обвинуваат други за деструкција. Кои луѓе се во ВМРО ДПМН е познато, ние сите јавно говориме, ја не знам ни еден член на раководството на ВМРО ДПМН да говори против или не се залага за членство и ние кажуваме што точно очекуваме. Значи ние не очекуваме чуда, не очекуваме преку ног Бугарија више да не биде живковистичка. Бугарија живковистичка 17 години, тоа нема да се случи преку ног. Очекуваме да прозападните сили во Бугарија, политичарите, новите политичари најдат сила да направат мали чекори на добра волја кон Македонија, а тоа е да дозволат слободно функционирање на македонските здруженија во Бугарија. Значи не бараме да го сменат уставот и да внесат македонци во уставот. Еден мал чекор на добра волја за да покажат дека односите ќе се базираат на добра волја, а не на фашизмот на Џамбаски. Дали ваквите изјави ќе му помогнат на Ковачевски да добие некој политички поен и дали ќе успее со вакви потези да ги убеди оние кои очигледно креваат раце од оваа влада, бидејќи од се што досега ветија ништо не исполнија? Не, мислам дека позицијата на СДСМ е безнадежна. СДСМ е во слободен пат. Нивниот рейтинг секој ден опаѓа, пошто разликата помеѓу тоа што го зборат и тоа што го прават е разлика како ден и ноќ. Значи, веќе ни една пропаганда, ни едни изјави, ни една посета не може да го смени впечатокот на македонските граѓани колку лоша оваа власт. Тука единствено што јас гледаме борбата на ДУИ, да они се спасат, СДСМ да го пуштат низ вода и некако да му се закачат на ВМРО ДПМН за пак да бидат во власт. Не верувам дека тоа што е една од работите што сакаме да ја спречиме и затоа ги повикуваме сите гласачи да излезат на изборите и да покажат која е народната волја и дека ќе добиеме нова легитимна власт каде што ДУИ нема да учествува. Како гледате на фактот што статистиката покажува дека извештаите Европската унија за напредокот на Македонија од 2009 до 2016, кога ВМРО беше на власт, покажуваат дека во просек тогашната влада на ВМРО ДПМН имала оценка 2,18 некаде, а сегашна влада на СДСМ и ДУИ заедно со коалиционите партнери имаат 1,7 претворено во проценти. Тоа би дошло дека ВМРО ДПМН добивала за 30% подобри оценки од оваа влада на СДСМ, наспроти изјавите на Ковачевски дека ВМРО ДПМН ги кочи евроатлантските интеграции.
Тоа е доказ дека не зависат сите работи од нас. Значи, ние многу пред ова вас бевме најподготвени за преговори со Европската унија. Намалувањето на нашата способност за преговори со Европската унија е јасен доказ за која е вистинската вредност на ова влада и кој е капацитетот на ова влада. Ова влада нема ниту европски вредности, ниту има капацитет да не однесе во Европска унија. Таа нема капацитет 2 километри автопат да направи, мислам, камоли да не однесе во Европска унија. И мислам дека ламентирањето дека ВМРО-ДПМН не било анти-европско е исто веќе потрошена приказна. Така, ги споменавме уставните измени. Премиерот Ковачевски, но и вице-премиерот Маричек се уште даваат изјави дека тие ќе се случат и дека ќе се бореле до последен ден од нивниот мандат тоа да се случи. Имајќи го во предвид тврдиот став на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, но и тоа што влегуваме во изборна година, а Македонија веќе се наоѓа во неформална предизборна кампања, пак да прашаме, може ли да се случат уставните измени до декемврискиот самит, на кој што треба да се донесе одлуката за Македонија, или сите можности за такво нешто од поодамна се веќе пропаднати? Значи, уставни измени нема да има оваа година, уставни избори нема да има пред избори, уставни измени нема да има после избори, доколку не се смени бугарскиот диктат. Значи, секој договор мора да биде базиран на добра волја. На добра волја на две страни, не добра волја на една страна. Такви договори не постојат. Значи, договор сам со себе ние не можеме да правиме. Ние правиме договор една страна Македонија, друга страна Бугарија. Тој договор мора да е базиран на добра волја. Бугарија не покажува добра волја. Една илустрација. Значи, во Македонија има бугарски културни центри и организации регистрирани десетици години. Во Скопје, во Велес, во Струмица, во Штип. И тие функционираат беспрекорно. Има политичка партија со отворени пробугарски позиции кои учествува на парламентарните избори. Никој не го забранува нивното учество. Во Бугарија нема регистрирани македонски организации. Не е дозволено учество на политичка партија со јасна македонска идентитетска ориентација. Оваа бугарска политичка партија во Македонија не добива ни 1000 гласови. Значи, за што збориме, за кого збориме, за како збориме? Никој не им го забрани организирањето и действувањето на етничките бугари во Македонија. Сега што се случува? Доаѓа договор за добрососедство и се формираат нови организации во Битола и Охрид кои носат имиња на фашисти или подржувачи на фашизмот. Зошто не ги нарекоа бугарски културен центар како тој во Скопје? Во центарот на Велес цела една зграда е префарбана со бугарско знаме. Нит некој ја оштетува, нит некој ја пали, ама не се вика спрема нивниот крал што не окупирал, нивниот цар Борис. Значи, на нивна страна имаше јасни чекори да предизвикаат тензии. И тоа е председател Радев и неговата заменичка. Јасни чекори со платени агенти, и јас многу често говорам, Пендиков не е бугарин, Пендиков е криминалец. Ситен криминалец, ставен во служба на странска држава. Мислам дека овој цел пристап на Бугарија оди на голема штета на македонско-бугарските односи и на голема штета на честните бугари во Македонија. Најголем дел од бугарите се нормални, лојални граѓани на Македонија. Ово што го гледаме по парадите со Радев и со Јотева, тоа се криминалци. Класични криминалци. Како што веќе споменавме, Македонија влегува во предизборен период,
а со тоа се позачестени се наративите за меѓуетнички тензии, како на пример со музејот на Учака во Слупчане, кој спрема изјавите на градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски е дивоградба, а обид за меѓуетнички тензии има и во Тетовско, каде што се бара симнување на крстот од дворот на манастирот на Попова Шапка, кој пак е поставен на црковно земјиште. Каков е вашиот став околу ова што сега се случува? Колкава ќе биде потенцијалната штета од ваквата политичка незрелост, која очигледно ги разгорува страстите? Музеот во Слупчане, или каде веќе беше во Липково, во Сопот се извинувам, музеот, е класичен доказ дека ова власт е антиевропска. Зошто? Музеот таму е класичен доказ за невладење на правото. А владење на правото е фундаментална вредност на Европската унија. Прво да кажам дека музеот таму е изграден на државно земјиште, што е кривично дело. Приграбување на недвижност, на туѓа недвижност, на државна недвижност. Второ кривично дело е што музеот е изграден без одобрение на град. По македонскиот законник тој е казниво со 4 години. И такви дела претходно се санкционирани. Значи има судска пракса каде што има кривични обвиненија против луѓе. Почитувани слушатели и Facebook пријатели, ќе пробаме да почекај малку господинот Клековски да се приклучи, меѓутоа меѓу времено можеби еве тука се појавува. Да почекаме само да господинот Клековски е тука, само да го поканиме во собранието, во студиото. Повелете. Да, значи станува збор за неколку кривични дела кои никој нема да ги санкционира. Каква бе Европска унија? Какво владење на правото збориме? И сега помалната работа што и приватен музеј во Македонија му е потребно решение од министерот за култура за работа. Се казано со 200.000 денари, да кажеме со 4.000 американски долари. Значи, тој е музеј на неказнивост. Значи, на доказ дека во Македонија нема правна држава, не владае правото. Надвор тоа се сите оние иконографии, со карта на голема Албанија, со изјави дека албанците биле господари во Македонија. Имаме ние Комисија за заштита од дискриминација, еден политички лидер изјавува дека е господар. Замислите некој етнички македонец да каже дека е господар. Сите ќе скокнат дека е дискриминатор, дека прави дискриминација. Тука еден политички лидер кажува дека е господар, сите институции молчат. И тоа поминува неказниво. Тоа Македонија веќе не смее да си го дозволи. Дали е Али, Свети Али, кој сака да е, дали е Никола, дали е Свети Никола, кој сака да е, има закон и законите мора да се почитуваат. Или ќе се научиме на тоа, или нема да имаме држава. За потколувањето на меѓуетнички тензии, што да ви кажам, комплетна безидејност. Комплетна безидејност. Значи, партија што е марксистичко-ленинистичка, сакаше да стане зелена, бидејќи гледаат таму некои фондови веројатно за крадење во зелената транзиција, ама за тоа немат капацитет, пошто за тоа треба, нели, да имате капацитет да ја направите таа зелена транзиција. И сега повторно се враќаме на старото. Нели, малку ќе потпалиме ваму, малку ќе потпалиме таму, не поминува тоа. Не поминува ни меѓу албанците веќе тоа. Доказ дека не поминува ни меѓу албанците е масовното иселување на етничките албанци од Македонија. Значи не се исуваат само етнички македонци. Северо-западна Македонија побрзо се празни, затоа што веќе име преку глава од политичари што осим карти на голема Албанија не знаат ништо друго да направат.
Во Скопје се одржа неформалниот состанок на НАТО лидерите од регионот. Како гледате на овој настан кој се случува во време кога Македонија од сите страни се притиска да го смени уставот за да ги вметне бугарите во преамбулата како услов за почеток на преговорите? Каква порака сакаат да ни пратат, а каква ни ја испратија? Притисок веќе не постои реално. Мислам дека има добронамерен совет, ама притисоците во некаква форма, нормално дека они ќе ги повторуваат своите пораки, нели, тоа е дипломатијата, меѓутоа сочување како тоа во Страсбург во Европскиот парламент, каде што Џамбаски наведе неколку пратеници, еден германски пратеник, еден друг пратеник да бара да го исфрлат од собранието, од парламентот европски, многу повеќе укажува на Европската унија со што имаме работа и што е проблемот. И колку такви повеќе работи се случуваат, колку е повидлив бугарскиот фашизам, не е тој од 41 до 44, туку овој сега, овој живковистички фашизам, толку реално нема да има притисоци во смисла на закани уцени и слично да се направи нешто повеќе уставните измени. Кажав, во декември, пред избори, после избори, без промена на бугарскиот диктат нема да има и уставни измени. Пред некој ден се одбележа денот на албанската азбука. Оно што се случи таму е најверојатно за рубриката верувале или не. Ковачевски и Пендаровски прозборија на албански, а Ахмети на македонски јазик. Како вие гледате на тоа, особено ако се има предвид дека предност им исчезнува македонскиот јазик со преименување во северно-македонски, како што беше и последниот случај со огласот за вработување на лице кое зборува северно-македонски јазик? До толку ли е разнишан рейтингот на овие две политички партии, како и на председателот Пендаровски, па сега преку вакви чекори ја бараат сламката за спас за да не исчезнат? Бидејќи јас сум со подолго памтење, првите пораки на албански на македонски беа изговорени во далечната 2007 година, кога прославата за албанската азбука се одржа во Скопје и една реченица на албански изговори Никола Круевски, а Али Ахмети врати една реченица на македонски. И јас лично сметам дека знаењето на некој збор или јазик на другиот, на соседот, е добра работа и дека сите ние треба да знаеме што повеќе јазици, да комуницираме на што повеќе јазици. Меѓутоа, ова сега што се прави е празен популизам. Затоа што во основа не се прави вистинска содржина, туку има еден ден, ќе кажеме две-три работи, ќе се одиме дома. И тоа не помага ниту во промоција на албанскиот јазик, ниту во одбрана на македонскиот јазик. Мислам, не прави добро за никого во основа. Една од работите која многу се предупредуваше употребата на придавките после преспа, дека многу ќе биде тешко, посебно во некои јазици, како германскиот, каде што споено се предавките и именките се спојуваат, да го одбраниме македонскиот идентитет така како што ние го чувствуваме. И мислам дека во таа пуста жорба за власт Заев и неговата компанија не ги предвидува следните чекори што ќе дојдат после преспа и нас не е неопходно воспоставување на еден комуникацијски центар кој активно ќе работи на едукација на странските
земји за правна употреба. Нешто, ние не сме толку мокни, ама нешто како што Турција сега го прави околу правната употреба на нивното ново име. Ама ние можеме да се избориме за правото на придавката да не биде чиста, правото на кодот да не биде чист. Сега имате исто еден испад во Србија, каде што автопатиштата се означени со НМК, таков меѓународен код нема. Меѓународниот код за Македонија е МК и МКД. И сега ако Ковачевски е толку близок со Вучич, нека разговара можда со бугарите и со грците, не може да разговара, нека проба да разговара со Србија, зашто неправилно се употребуваат катенките утврдени во Обединетите нации. Значи, не сме ги измислиле ние, тие се во системот на Обединетите нации. Во четвртокот се одржа еден убав настан. Македонски манифест го прослави својот 15-ти јубилеј од постоењето и борбата за да се промени на подобро македонската проколната судбина. Истиот ден се промовираше и книгата Само Македонија, а промотор на книгата беше амбасадорот Ристо Никовски. Председателот на Македонски манифест, господинот Ефтим Клетников, ги поздрави присутните и даде еден хронолошки приказ на она за што и против што и со кого се борат. Клетников во неговото обраќање меѓу другото рече дека од 2008-та се бореле Дон Кихотовски со темните сенишни облаци, кои секојдневно истураа смрт над нас. Се боревме како што умеевме без хипокризија и глувчешката филозофија на нашите интелектуалци со неравноправните демонски сили од надвор и од внатре, што не ништеа и се уште не ништат да не снема. Иако Македонија им даде толку многу цивилизацијски дарови од антиката до денес. Пред да го слушнеме вашето мислење, господине Клековски, да слушнеме еден мал дел од обраќањето на Ефтим Клетников. Од 2008 година, кога се основавме по идеја на Фимка до денес, се боревме Дон Кихотовски со темните сенишни облаци што истураа катадневно смрт над нас. Се боревме како што умеевме, без хипокризијата и глувчешката филозофија на нашите интелектуалци, со неравноправните демонски сили од надвор и однатре, што не ништеа и се уште не ништат со темна канибалистичка страст да не снема. И че се бориме и понатаму, дури од подземје, од и гробовите и мртовците, поживи од живите мртовци, легнати во нив на еден народ се можен глас за неговиот отпор и меморија. Од и нанапред ни престои борбата, драги браќа и сестри. Може би и столетие и повеќе, кој знае, но нема разочарување и предавање. Немојте да мислите дека тоа е патетика. Реален сум. Оти е просто неверојатно како еден толку мал и ранет народ од едност смачкано племе, како што велеше Блаже Конески, држи од 1913 година наваму, повеќе од едно столетие на своите плечи еден таков мега притисок за негово исчезнување од историската сцена. Затоа вложуваат напор покрај центрите на западната цивилизација, Вашингтон и Брисел и нивните балкански предатори, Атина, Софија и Тирана, а во последно време е вклучена и Приштина. Но колку е голем притисокот во кој е активен учесник и домашната квислиншка влада, толку повеќе треба да биде како природен одговор посилна и нашата волја за борба и обстреда. Повелете, господине Клековски, како гледате на неговото обраќање, но и на заложбите на Македонски манифест? Видите, значи, во една ситуација каде што беше јасно дека Македонија се наоѓа под голем надвршен притисок, добре дојдени беа сите манифестации, не само Македонски манифест, овие 10 години имавме и други точки на отпор во Македонија, вклучувајќи во МПЦ, каде што се помогна на политичарите
да добијат една насока во кој правец да се движат. Тој отпор сега станува уште поголем, затоа што Преспанскиот договор не произведе очекувани резултати за тие што се залагаа за него, осем празни флоскули дека сме членка на НАТО. Преспанскиот договор не доведе до подобрување на животот, не доведе до развој. И со тоа се потврдија дека тоа ќе биде заводен чекор, на што предупредува не само манифестот, туку и други организации, дополнително што ги компликува работите понатаму. Значи, Преспанскиот договор беше охрабрување за Бугарија да постапи слично, како Грција. Кога еднаш ќе попуштите, ќе бидете предмет на понатамошни уцени. Значи, под уцени не се разговара. СДСМ може да говори што сака, меѓутоа општо меѓународно прифатена пракса дека под уцена не се разговара. Бидејќи кога ќе прифатите една уцена, ќе следи друга уцена. Ако еднаш ќе попуштите, а тоа попуштање не е базирано на добра волја на двете страни. Еве да го погледнеме договорот со Грција. Еден мал граничен премин требаше во Преспа да се отвори, баш во ниваци, за да македонците од Македонија и македонците од Грција може да комуницираат од Преспанскиот крај. Еве колку години помина од Преспанскиот договор, осим што Брусеа шахти со сонцето од Кутлеш, не го направија граничниот премин. Зошто? Затоа што нема добра волја од двете страни. Значи, јас сум за зближување со Грција и со Бугарија. Реално, тоа не се блиски народи, дали по потекло, дали културолошки. Ние сме, нели, тука на југот на Европа. Верувам дека и во Австралија во слични соседства живеат истите овие балкански народи, дека не живееме со англосаксонци и со скандинавци заедно. Значи, ние сме културолошки блиско. Ние треба да ја надминеме студената војна што постоеше меѓу нас, границите што постоја меѓу нас и да комуницираме слободно, ама секој да комуницира како тоа што се доживува. Јас на никого во Грција или во Бугарија не му спорам дали е грк или бугар. Како сака, нека си се чувствува. Јас барам мене да не му споруваат како се чувствувам, на моите пријатели и роднини да не им го споруваат тоа како се чувствуваат, и да така еднакви, равноправни, со почит меѓусебно комуницираме. Да има што повеќе гранични премини. Дај Боже да нема граници. Да луѓето без пасоши, без контроли може да патуваат во Левин, Воден, грците да доаѓаат во Битола, во Гевгелија. Они веќе доаѓаат со помалку проблеми од нас. Ама да покажеме дека ги надминуваме бремето на старите проблеми меѓу нас, дека сме спремни за нова заедничка иднина, кај што ќе се почитуваме. Ништо повеќе не се бара. Така, Јас кога ја бранам македонските организации во Бугарија, ниедно од нив нема идентистички, сецесионистички намери. Ниедно од нив не намерава да ја растрои бугарската држава. И ние можеме да прифатиме еден нов развој таму, и мислам дека проблемот со тоа што манифест предупредуваше со ова ненормална власт, она не верува во ништо тоа. Она го направи Преспа не за да ги подобри односите со Грција, туку да биде на власт. Од такви чекори нема ништо добро да се случи за народот. На оваа прослава за која говориме, присутен беше и амбасадорот на Руската Федерација, Сергеј Возникин, кој имаше и свое обраќање до присутните и тоа на македонски јазик. Дали ова на народна влада, присуството на амбасадорот на одбележувањето на 50 годишнината од
постојањето на македонски манифест, ќе го злоупотреби и ќе го користи за време на предизборната и изборната кампања, тврдејќи дека во Македонија има руско влијание? Видите, мислам тезата за руското влијание е излитена колку тезата за европските вредности нова власт. Не постои такво нешто како руско влијание во Македонија, како што не постои европски вредности нова власт. Ја верувам дека повеќе руско влијание има во Холандија и во Германија отколку во Македонија. И постојаното барање на нови етикети со кои ќе се оценат политичките ривали, кога се потрошија сите други етикети, сега е модерно, нели, со руското влијание. Да, ете, говор на Ковачевски за деструктивни анти-НАТО, мислам, тоа е тоа, ама тоа е празно, никој не верува во такво нешто, пошто е јасно каде е нашата геостратешка ориентација. Не зборам како политичка партија, како македонци и како граѓани на Македонија. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Мицковски на Самовистина на Канал 5 дека не гледал потреба од техничка влада, изјава која ја дава од позиција на опозиција, а во пресред на престојните парламентарни избори, при тоа наведувајќи и неколку причини, но и предлог да се интервенира во изборниот законник за да се избрише делот каде што се говори за техничката влада. И доколку сакате неколку зборови и за најавата на ВМРО-ДПМН дека најверојатно нема да биде дел од техничката влада, а доколку ја предводи премиер од ДУИ со сомнителна биографија? Значи, само да подсетам дека техничката влада е резултат на пржинските договори, кога ВМРО-ДПМН беше на власт, СДСМ не веруваше дека ВМРО-ДПМН правилно раководи, посебно со три ресори: полиција, труд и социјала и финанси, и сметаше дека тие три ресора, полиција, труд и социјала и финанси, се злоупотребуваат од страна на власт. Техничката влада значеше дека во овие ресори власта и опозицијата ќе се контролираат меѓу себе за да не се злоупотреби полицијата и социјалните помоши или други пари за купување на избори. Тоа беше тогаш. Последниот пример на техничка влада не се покажа многу продуктивен, бидејќи не функционираше. Беше со меѓусебни обвинувања, со проблеми какви што ги гледавме тогаш. Сега како членка на НАТО сметаме дека треба да пораснеме еден чекор понатаму и ние во ВМРО-ДПМН велиме, окей, веруваме дека СДСМ може да направи фер избори и ќе ги оставиме сами да владеат до изборите. Секако ние ќе го наблюдуваме тој, ќе реагираме ако ДУИ СДСМ злоупотребуваат власта. Значи, прво е еден знак дека ние како општество се приближуваме до Европска унија. Во Европска унија ми се чини дека само Бугарија има техничка влада пред избори, што му овозможи на Радев 2 години да владее со технички влади, Бугарија да нема политичка влада. Не би сакале, нели, ние да без разлика на резултатите на изборите, некој не владее без легитимитет. Значи, прво е дека треба да покажеме едно зрење на Македонија, дека ние сме спремни без такви влади да имаме фер и честни избори. Второто е заради јасното спротивување на ВМРО-ДПМН да има по секоја цена премиерот, технички премиерот ДУИ, затоа што во моментот сметаме дека таквото решение само ќе донесе понатамошна штета на меѓуетничките односи и понатаму ќе проблематизира таа работа како наметнато и силено решение, посебно што добар дел од министрите или можните кандидати на ДУИ за таа функција се вклучени во големи криминални и корупцијски скандали. Така да сакаме со ова да овозможиме да
имаме малку поинаков период, да не дозволиме да меѓуетничките состојби доминираат во предизборието. Господине Клековски, како гледате на се позачестената флоскула дека ВМРО ДПМН нема коалиционен капацитет да формира влада, бидејќи ни една од албанските политички партии нема да сака да коалицира, иако за волја на вистината ВМРО ДПМН е во неколку општини веќе е во коалиција со албански политички субјекти на локално ниво? Добро, тоа е таа истата стратегија на ДУИ СДСМ, да ВМРО ДПМН се напаѓа како антизападно, деструктивно, руско, не знам какво, за да направи невозможно да ВМРО ДПМН најде коалициски партнери. Ја мислам дека на 8 мај волјата на граѓаните ќе биде доволно јасна кој ќе прави влада, дека тоа ќе биде ВМРО ДПМН. Мислам дека тоа е јасно на сите и дека ќе најдеме коалициски партнери и тоа нема да биде ДУИ. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Африм Гаши, кој ја даде вчера за време на едно интервју од името на нивната нова коалиција со Миџити и Касами, а која изјава одеше во насока дека не ја затвораат вратата за постизборно коалицирање дури и со СДСМ и нивните коалициони партнери, вклучувајќи и ДУИ. Дали ВМРО ДПМН има некакви неформални разговори со овој нов коалициски блок, составен од алтернатива БЕСА и новото движење на Миџити? Значи, ВМРО ДПМН има комуникација со сите политички партии и чинители во Македонија. За алтернатива која беше во владата, не би ми изненадило повторно да биде во владата, пошто за жал морам да кажам дека кај некој политичар единствен двигател е дали си на власт или не си на власт. Не е идеологија, не се цели, не се вредности, туку да се биде во власта по секоја цена со било кого. Јас сум сигурен дека резултатите на изборите ќе бидат такви да ВМРО ДПМН ќе составува владата и тогаш ќе мора многу внимателно да ги поставиме принципите на идната влада. Бидејќи зборењето за вредности и принципи не сме да остане само на празни предизборни ветувања, туку мораме да имаме еден здрав договор за меѓусебно почитување и што ќе постигнеме во наредниот период. Како гледате на изјавата на Африм Гаши дека намаса ќе ги ставеле болните прашања на албанците, а истовремено подржувајќи го условеното противење на членството во Европската Унија, со што меѓу редови може да се каже дека се наклонуваат кон политиките на ВМРО ДПМН? Значи сега и албанската опозиција ќе сака пред своите гласачи да биде тврда, цврста во однос на европски вредности, во однос на албанското прашање, или они се веќе во замката на користење на албански национализам во предизборната трка. Најголемата грешка што ќе направи албанската опозиција, односно опозицијата на етничките албанци, е да се надпреварува со ДУИ во национализам. Значи, не можете да го победите ДУИ во национализам. Иако ДУИ сака една таква битка, условно да кажам, бидејќи во една таква битка ДУИ ќе победи, нема да победи опозицијскиот блок. И самите они треба да одлучат како ќе ги водат тие работи. Како што они кажуваат какви платформи ќе имат за разговорите за составување на влада и со кого сакат и со кого не сакат, и ВМРО ДПМН ќе има таква платформа. И како сериозни луѓе, како сериозни политичари, после изборите ќе ги видиме резултатите и ќе седиме да разговараме кои се опциите. При тоа опциите не се кој колку министерства треба да добие. Такви разговори треба да се заборават веќе.
опциите се што сакаме да постигнеме. Статус кво не води во економска, демографска, политичка катастрофа. Македонија веќе не може да си дозволи ваков начин на владење. Македонија мора да направи промена во начинот на владење. ВМРО-ДПМН е свесен за таа промена и за бремето што носи и ќе направи максимум што треба. Европската ориентација не е проблем. Проблем е дека ние мора во Македонија да направиме промена за да излезиме од не е ни статус кво, ова е тонење надоле со дно без крај. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Мицкоски дека кога ќе дојдат на власт ќе има можност, односно опција да се напушти договорот за добрососедство со Бугарија? Пред да одговорите, дозволете за нашите слушатели и гледачи да пуштиме и слушнеме неговата изјава. Кога ВМРО-ДПМН ќе биде дел од владата, тогаш има прво опција да го напушти договорот. Ако видиме дека состојбата со Бугарија е таква каква што е, дека нема можности да се преговара за разликите, дека нема можности за да се надменат разликите, но тогаш треба да видиме кој е вториот, третиот, четвртиот чекор. Целта на нас како луѓе во оваа држава, која е прва? Првата цел е да ги браниме и штитиме националните и државните интереси. Кога се занимавате со оваа работа, тоа треба да ви е прва цел. И вие не можете да водите повеќе сметка за другите, отколку за вашите државни и национални интереси. Требаше да биде стратешки интерес и кога се договараше овој француски предлог да се обезбеди општествен консензус. И политички и општествен. Не се обезбеди. Се влезе во процес авантуристички. Тие мислеа да ќе потпишеме ова, па ќе купиме уште 2 години да бидеме на позициите кај што сме. И го добија тоа. Навистина се таму 2 години. Сега во јануари ќе бидат 2 години. Но дали е тогаш постигната целта? Не. Се сомневам дека не. И дали сега се искомплицира работата? Да, се искомплицира. Каква е сега новата реалност? Новата реалност е дека ова го имаме на маса. И јас велам во ред, таа е реалноста. Но ајде сега да зборуваме и за другата реалност. Реалност е 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбур. И сега не е виновна Бугарија, која што вика и одбиван, не ги имплементираме овие одлуки кои што се реалности, кои што се дел од европска институција, виновно било, не знам, ВМРО или некој друг, кој што не го преговарал овој договор и кој што одбива да го поддржи овој договор. Зошто? Затоа што нудел решенија кои што му биле одбиени. Поверете. Мислам дека изјавата е еднокрајно принципијална. Како што реков претходно, договор се прави меѓу две страни, во кои се договараат базирано на добра волја. Све што не е базирано на добра волја не е договор, туку е закана, уцена, терор. Значи, тоа е многу важно да го шистиме. Никој во ВМРО-ДПМН не е против договор за добро соседство, ако тоа е на вистина добро соседство. Кој би бил нормален човек против добро соседство? Ние куќе до куќе сакаме да имаме добри комши и соседи. И кога правиме со насите соседи договор, тој мора да е базиран на добра волја. Нели? Ако имате комши во зградата, тој е куќен ред. И ние сите можеме да го почитуваме тоа. Кога една од страните, во нашиот случај, нашиот сосед Бугарија, јасно дека нема добра волја во тој договор. Може би Борисов ја имал која подпишувал, ама сегашниот естаблишмент не покажува, посебно председател Радев и неговата заменичка. Напротив, они покажуваат една исклучително зла намера према Македонија. Па во најцрните денови на конфликтот со Грција не праќаше емисари во Албанија да ги убедува македонците да се пишат грци. Со целото присуство на грчки швестеници во Албанија, никој не убедуваше по пустеци по други места луѓето да се кажуваат грци. Никој. Во најцрните, во најтешките денови. Сега Јотова, подпредседател на државата, значи не збориме за некој криминалец или некоја фондација платеничка.
оди и прави притисок во Тирана, оди во Голо брдо, оди во Пустец, прави притисок да македонците се пишат на пописот како бугари. Каков договор е тоа? Па тие сака да не нема. За каков договор за добрососедство? Тоа што ќе го прогласиме тој договор за мртов е раскинување? Не е тоа раскинување. Тоа е само констатација дека таму нема добра волја и една од страните треба да го каже тоа отворено. Председател Мичковски. Повторно ни се исклучи господинот Клековски. Сега дава дека забрко ќе се врати како и минатиот пат. Ќе го повикаме повторно да ни се придружи во студијата. Ево. Да, има некои технички проблеми очигледно, да. Се исклучува од време на време. Ние ќе не исклучуваме, значи, ние ќе се бориме да се исклучуваме повторно. Да, значи е многу едноставно. Мали чекои на добра волја, кои дали Кирил Петков, дали Борисов, треба да ги најдат и да покажат дека Бугарија е спремна исто на некоја добра волја. Бидејќи со сегашната констелација на односи, внесувањето на Бугари во устав ќе биде само уште еден празен чекор од наша страна, кој нема да заврши ниту со европски интеграции, ниту со ништо добро за македонците и граѓаните на Македонија. Во четвртокот во Солун се одржа првиот форум за човекови права на кој што се зборуваше за обврските кои Грција треба да ги исполни согласно подпишаниот Преспански договор, познат по името Договор од Нивици. Како гледате на овој форум? Тоа е форумот од Обединетата македонска диаспора што се организираше од Крстен Мисијата. Да, прв пат се организира под него, да. Организацијата. Видите, мислам дека естаблишментот во Атина научи минимум да не се заплеткува повторно во македонското прашање. Еднашка они се заплетка, им требаше многу време да се отплеткат. Секако во Атина има се уште фашисти, десни радикали, кои ќе сакат да ништат се македонско. Меѓутоа, со зголемувањето на меѓусебната комуникација, со една поголема толерантност, јас учествував на форумот, морам да кажам дека немаше никакви организацијски попречувања, имаше доста грци во околината, значи немаше тензи, што покажува дека дел од тензиите и нападите што се случува дека најверојатно се мотивирани од некого, од тајни полиции, кога сака да се затегнат односите. Кога не сака да се затегнат односите, едноставно се допушта луѓето да говорат и тој форум не беше само за македонците, тој беше и за властите, и за турците, бидејќи Грција треба да се соочи со својата мултикултурност. Дека во Грција не живеат само грци пород, туку живеат и други пород. И мислам дека на едно спонтанно ниво се случува одредена промена. Една од промените е дека судот во Левин одби да ја забрани организацијата што организира курсеви на македонски јазик. Мислам дека тоа беше многу важен чекор, пошто грчките фашисти Златна Зора поднесоа представка за забрана на таа организација. Има се повеќе настани во македонскиот дел од Грција, и не само во Левин и Воден, каде што и традиционално се одржува, туку и подалеку, каде што веќе не е само македонски фолклор, туку има и македонски збор. Нели, во времето на забраните, често ваквите настани беа со македонска музика, ама без пеење, само без текст, за да не се види чии фолклор е тој. Мислам дека има една малку попуштена ситуација, делумно затоа што естаблишментот во Атина не провоцира. Значи не потикнува, условно да кажам, конфликти на таа страна, меѓутоа не гледам ни некоја преголема заинтересираност. Граничниот премин во Преспа не се отвара, не се релаксира
преминувањето на границата, напротив, тоа се заоштува. Мислам дека постои простор за понатамошна една релаксација на односите и за мене е значено што една организација како Крстин Мисирков регистрирана во Воден како непрофитна организација со подршка од Обединетата македонска диаспора одржа една таква конференција во Солун, двојазично, тријазично, како кажете, на грчки, македонски и англиски. Така да мислам дека малку по малку ќе се создава. Просто за мене е многу важно дека тоа го водат наши луѓе од таму. Бидејќи јас не би сакал да се доведеме во ситуација да грците тоа го чувствуваат како мешање во нивните работи. Тоа треба да биде нивни процес и се надевам дека можеме да помогнеме дури една побрза нормализација отколку тоа што е во моментот со Бугарија. Пред да го поставам следно прашање, дозволите за нашите слушатели и гледачи да пуштиме едно кратко видео за да знаат за што се работи. Се обидува, како она што на македонската јавност е познато, да постојано прават некои провокации поврзани нели со македонскиот идентитет, јазик, обвинувањата дека во Македонија се дискриминирани бугарите и така натаму, значи се она што на нас не е познато. И околу тоа практично беа тензиите, се разбира дека сите ние одговоривме на овие провокации многу соодветно и тоа дополнително веројатно, особено европратеникот Джамбаски го иритираше, така што во еден момент навистина и она што се виде и во јавноста во видеото, дури имаше некој од негови страна обвинувања, поврзувања со фашистичко однесување, на што европратеникот од германските зелени Бутикофер остро реагираше и побара од председавачот да го исфрли Джамбаски од седницата, од состанокот. Езикът на омразата се решава и в обществата вътре. И ако не вземете мерки вие политиците в Македония, няма как това нещо да бъде прекратено. И това винаги ще поражда отговор от другата страна. Този проблем обаче не е само между Македония и България. Това е истински фашизъм. Затова, господин председател, сега вече разбрах, че искате да слушате. Chair, could you please intervene against that rant? I will stop it now. Kick him out. He's a hate preacher. Мислам дека вие сте срам не само за Бугарија, туку и лош пример за европратеник. Кога цел свет расчисти со фашистичкото минато и го осуди фашизмот, вие се дрзнавте во поново време да отворите клубови со имиња на фашисти, блиски соработници на Хитлер. Покажавте како држава со тоа што нема ниту еден македонски клуб колку се демократски во однос на оваа тема. Како ќе го прокоментирате ова што пред некој ден се случи во Европскиот парламент, господине Клековски? Видите, ова само демонстрира дека нас во основа европски вредности ни се сојузници. Затоа што Македонија има повеќе европски вредности од Бугарија. Значи, повторно го кажав во емисијата веќе. Во Македонија со години има регистрирани бугарски културни центри во Скопје, во Велес, во Струмица, во Штип, и никој не реагира на нив. Во Македонија има регистрирана политичка партија со отворени бугарски позиции, ГДУ се вика. Граѓанско-демократска унија, или не знам зашто е кратенката, која не освои 1000 гласови на веројатно членовите на фамилиите, што ја основале партијата. Никој не ја забрани, никој не ја прогонува. За следната емисија ќе ви направиме на фотографија од бугарскиот културен центар во Велес, од центар на градот, на цела фасада бугарско знаме. Никој нит фрли боја, нит го запали клубот. Значи, ние немаме проблем со нормалните бугари. Ние имаме проблем со фашистите и со криминалците.
со тие што негираат дека еврејскиот геноцид во Македонија бугарски фашисти го направија, со тие што негираат дека бугарски окупатор стрелал млади деца во Ваташа, со тие што негираат дека во Бугарија има било кој друг осим бугарин. Значи, во основа вакви неонацисти како Джамбаски ни помагаат вистината да излезе на виделина и дека ово што се случува неколку години е отворена кампања, неофашистичка кампања од одредени кругови од Бугарија. Ни беше чест, господине Клековски. Ви благодариме што бевте дел од емисијава. Ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и довидување секако. Благодарам за поканата и вас пријатен викенд во Австралија. Остануваме во контакт, ќе се слушнеме наскоро, наредната година. Поздрав. Поздрав.